Таму кај Кавал свири, таму кај Табан бие, таму кај Вардаро. Таму кај шумат шумите, кај билја на платно бели, момче на либе вели, не плачи, не жали. Сонце не гасне, никне се, што ке посеме за наше подобро утре. Таму е за нас Македонија. Знаме ве и сонце душа гре, таму е Македонија. Таму кај се чекало векови, а не ни можат ништо, ни суши, ни снегови, ни душман, ни слуги негови. Демократскиот сојуз како дел од коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер, Богданци. Добро вечер за ВМРО ДПМН. Добро вечер за Демократскиот сојуз. Добро вечер за 30-тината коалициони партнери кои вечера сме овде тука заедно. Ова е победничка коалиција, коалиција која создава, која гради. Пред вас овде подпредседателот на владата, господин Ставревски, човек кој што неуморно работи за доброто, за едината на Република Македонија. Наспроти нас, владата што е предводена од господин Никола Груевски, постојано работи, создава, постојано 24 часа работи и нема запирање. Ние создаваме оваа коалиција, оваа влада, предводена од господин Груевски, Македонија ја доведе пред портите на Европската унија и НАТО. Се надевам дека она што го создадовме, дека многу брзо ќе дојде до реализација и Македонија ќе ги започне и преговорите за влез во Европската унија и ќе бидеме полноправни членки на НАТО. Наспроти оваа коалиција, од другата страна имаме коалиција предводена од човек кој што со ефтини трикови, со манипулации,
а последните 2-3 месеци со насилство, со хаос, сакат да се вратат на власт. Така да граѓаните можат да изберат дали оние што денонокно работат и создават или оние што сакат со хаос да нанесат огромна штета на Република Македонија. Почитувани граѓани на Богданци, оваа коалиција изборите ги доби 3-0 службено. Меѓутоа се откажавме затоа што сакаме да победиме на политички надпревар. Сакаме да победиме со идеи, со програми, со квалитетни кадри. Оваа коалиција гради, за оваа коалиција има многу дела и така ќе продолжи. Сакам вечерва да нагласам дека пред сите нас стојат големи предизвици. Сакам да нагласам дека владата на Република Македонија подготвува амбициозна програма за позабрзан економски развој и за создавање услови за отварање на нови работни места. Таква обврска ќе има и идниот градоначалник на Богданци. Анастасија Олунчева е одличен кандидат за Богданци. Затоа сакам да ве повикам сите на 24 март да излезете и да гласате. Да гласате за човек што нуди перспектива на Богданци. Да се врати сјајот на Богданци. Да се врати брендот на Богданци, познатата фирма Нас Богданци. Да се создадат услови, тоа ќе биде главна врска. Секој што сака овде да инвестира, да гради производствени капацитети, да може овде да разговара и да најде начин како да инвестира. Тоа е едината, тоа е перспективата и на Република Македонија и на Богданци. Сакам на крај да ве повикам сите на 24 март да излезете масовно и уште во утринските часови, раните часови да гласате за советничката листа на ВМРО-ДПМН и за Анастасија Олунчева. Да гласате за дела, да гласате за Македонија, да гласаме за Европска Македонија. Да сте живи и здрави сите и Господ да ја чува Македонија. Рекоа, да, ја сакам и ќе бидам. Таа има доволно самодоверба да се соочи со оваа долга и макотрапна работа. Малкумина рекоа, да, јас можам и ќе бидам. Таа има доволно младост за да ветува идеи, доволно знаење за да направи резултати. Таа има доволно љубов да ни го подари сјајот на својата приказна. Таа има подадена рака кон нашето време. Да го направи ова време на еден млад човек, кој ќе ги гради новите дела за подобра општина. Да го направиме ова време наше време, зашто ние друго немаме. Да, време за нови дела, за нов напредок, за нови дела со кандидатот за градоначалник на општина Богданци од ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, Анастасија Олунчева. Јас сакам да живеам во модерна општина. Мојата енергија и ингеренции да бидат платформа за отворена и транспарентна соработка. Вашите идеи и потреби да бидат моја инспирација и цел за промена на ликот на нашето родно место. Заеднички, амбициозно да го погледнеме Богданци како поубав дом за сите нас. Во програмата за развој и напредување на овој наш дом за следните 4 години опфатени се дури 82 проекти од сите области на современото живење. Да започнеме од локалниот економски развој, како првен приоритет за подобрување на животниот стандард и надминување на економските проблеми на населението. Заложбата на локалната власт во соработка со владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН и коалицијата, во следниот период ќе биде вложување напори во насока на промоција на ресурсите на општината и поттикнување на развојот на малите и средни предпријатија. Свесни сме за јаките брендови на ова мало градче, по кои се уште не препознаваат. Дојде времето да ја тргнеме прашината од нас.
време уште повеќе да работиме за обнова на нашите силни адути. Ќе работиме на промоција, на барање инвеститори, на барање нови исплатливи содржини, на конкурентност на пазарот и конечно на постигнување на саканиот сјај. Земјоделството и развојот на селата и понатаму ќе останат основна платформа на владеачката коалиција, зашто на голем дел на граѓаните од оваа општина земјоделството им е основно занимање и тие се сведоци дека денес може да се развие квалитетен и одржлив агробизнис преку комбинирање на понудените можности на поддршка. Наши основни приоритети ќе бидат правилно менаџирање со земјата, отворен диалог со земјоделците, заекнување на врските со институциите, навремено информирање и максимална поддршка во искористување на ИПАР средствата. Од областа на туризмот ќе продолжиме со активностите за заокружување на локалитетот Паљурци преку надополнување со нови содржини, амфитеатар, постојна музејска поставка, хортикултурно уредување и оформување на рекреативно пешачка патека од Богданци до Паљурци во должина од 3 километри. Од областа на културата како приоритет реновирање и ставање во функција на Домот на културата во Богданци. Знаејќи ја моменталната состојба во која овој град не располага со ниту една сала за одржување културни манифестации и граѓански собири, веќе е изработена проектна документација за реконструкција на овој објект и во тек е изнаоѓање средства за негова реализација. Идните активности ќе продолжат и за домовите на културата и во другите населени места, паралелно барајќи им нови содржини и намени кои ќе можат да ги примат со цел за нивна самоодржливост. Згрижувањето на најмладите во предучилишните установи со целодневен ангажман, обезбедување на достоинствен живот на старите лица преку развој на сервисни служби, финансиска поддршка за самохрани родители и социјално загрозени семејства и советодавна помош при вработување и понатаму остануваат наши начела во областа на социјалната заштита, за да им излеземе во пресред на сите на кои сме им потребни. Продолжуваме со реформите за подобрување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита на граѓаните, преку кампањи за рано спречување на рак, бесплатни здравствени прегледи, зголемување на бројот и видот на услугите во здравните домови. Продолжуваме со вложување во инфраструктурни проекти, зелени појаси, наменски катчиња. Продолжуваме со поддршка на традиционални манифестации, спортски настани, младински иницијативи, добри идеи. Продолжуваме да го сакаме Богданци, зашто Богданци се сака со дела. Да живее Богданци! Ви посакувам здравје и среќа и на сите припаднички на понежниот пол им го честитам празникот 8 мај. Yeah.